Поминаа 15 години од денот кога кај караулата во близина на селото Танушевци загина капетанот на армијата на Република Македонија Кирчо Димитриов. По тој повод на неговата биста во дворот на локалната самоуправа во Виница се одржа панихида, а беа положени и букети свежо цвеќе од страна на членови на неговото семејство, од представници на армијата, од општина Виница, институции и ученици. Организатор на одбележувањето беше Организацијата на резервни офицери на Македонија, при што нејзиниот председател професор доктор Ѓорги Малковски подготви пригоден реферат како сеќавање на околностите во кои во борбите со припадниците на така наречената ОНА во 2001 година дојде до загинувањето на капетанот Димитриов. Состојбата драстично ескалира во текот на март месец. И додека политичарите, власта, армијата и полицијата правеа разни анализи на теренот без ефектно задавање на завршниот удар, дотогаш ОНА започна сериозно да делува, нанесувајќи тешки загуби врз нашите безбедностни сили. Така на 4 март на преслав од Рамно, воено моторно возило марка Илтис нагазило на противтенковска мина. Загинаа капетанот Кирчо Димитриов од Виница и војникот Дејан Јакимовски од Куманово. Судбината сакала само 15 минути подоцна во ренот на карулата Танушевци од снајперски стрел живото да го загуби војникот под договор Тодор Стојановски од село Драчево, припадник на единицата за специјални намени Шкорпиони. Кирчо имал 33 години, Дејан 26, а Теодор 24 години. Тоа беа првите жртви, херои на македонските безбедностни сили. Ова само покажува дека и понатаму политиката не ја сватила сериозно агресијата врз нашата татковина. Во рамки на одбележувањето на годишнината од загинувањето на капетанот Кирчо Димитриов, ученици од основните училишта во Виница се представија со кратки рецитали, а обраќање имаше и градоначалникот Емил Дончев.